Драги гледачи, добро дојдовте во светот на спортот и во најновата спортска репортажа од 16 финалниот куп надпревар помеѓу екипите на Кидго Пекчево и на Шкупи. Тимот на Кидго е новчен на втората македонска фудбалска лига и во релативното свое кусо постоење го свртува вниманието на спортската јавност по својата поставеност, организираност и пред се со постигнувањето на добри и вредни резултати. Екипата на Шкупи е докажан прволигаш и еден од малките клубови кои ја представуваше Македонија во европските купови и во кој одига средби со шкотскиот гигант Глазго, од кого беше елиминиран. Вниманието на спортската јавност на добриот Стари Исток е насочено кон овој надпревар и веќе трибината се полни со навивачи, од кои повеќето се од градот Штип. Тренерот на Кидго Трајче Сенев нагласува дека Шкупи е фаворит и дека не гаи претерани амбиции во куп надпреварите. Затоа се реши за нешто поизменет состав, со одморање на некои правотимци и со целоста доверба кон оние кои се водат како резервисти, но се одлични и квалитетни играчи кои сепак немат место меѓу оние првите 11. И во такво расположение Трајче Сенев очекува добар фудбал, без однапред предавање, со респект кон противникот и со евентуална добра игра, а знаејќи дека куп надпреварите секогаш носат изненадување, зошто не и денес на овој надпревар. Тренерот на Шкупи се реши за стандардниот состав со единствената замена на голманската линија, на која наместо стандардниот Зендели на голот е Игор Алексовски. Еве го комплетниот состав на Кидго за кој се реши тренерот Трајче Сенев. Со број 95 Мирза Дураковиќ, број 2 Никола Ристевски, број 6 Иле Синев, кој е воедно капитан на екипата, број 7 Мартин Стојанов, број 8 Владимир Дујовски, број 10 Маријан Ташков, број 13 Иван Колев, број 15 Александар Темелков, број 17 Иван Галевски, број 19 Мартин Димовски и број 21 Филип Неделковски. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Стојан Богдановски, број 3 Бобан Тиквишанац, број 4 Дени Андонов, број 11 Бобан Марич, број 16 Зоран Андонов, број 20 Владко Стојанов и со број 22 Петар Најдов. Тренерот на Шкупи Зекерија Рамадан се реши за следниот состав. Со број 13 Игор Алексовски, број 3 Тони Типурич, број 4 Амир Билјали, број 5 Мухерем Байрами, број 6 Занго Абдул Кадир, број 9 Сухел Мухарем, број 15 Базилио, број 18 Бажи Лиовски, број 19 Стефан Вујчич, број 23 Кристијан Стојковски и со број 88 Аден Ермедин. На клупата за резервни фудбалери се со број 30 Нухи Јонус, број 7 Благој Лямчевски, број 16 Бесар Кривањева, број 25 Артан Велиу, број 32 Јахја Абдулхади и со број 33 Бесир Рамадани. Главен судија на надпреварот е Јосип Бартор, на кој ќе му помагаат Дарко Јовчевски, Александар Ѓоргевски и Александар Урошовиќ, сите од Тетово. Контролор на мечите во Пехчево е Ѓорги Цеткос од Скопје, а делегат е Бернар Симонов од Штип. Домакините играчите на Кидго се во стандардните бели дресови, а гостите од Скопје, кои го изведуваат и почетниот удар, се во сина комбинација. Почетните минути им припаѓаат на домашните играчи, а во главна улога е седмичката Мартин Стојанов. Во првата акција во петата минута, преку брза контра, Мартин Стојанов ја раздише гостинската одбрана. Нафрли пред голот, но сепак одбраната на Шкупи ја растиси оваа ситуација. 3 минути подоцна, повторно Мартин Стојанов од 10-та страна нафрли кон голот на Шкупи, но за малку задоци Галевски и топката отиде во гол аут.
Мартин Димовски одлично се ставаѓа на левата боча позиција во улога на дефанзивец и во улога на офанзивец. Упатов одличен центаршут, топката со Гради ја смири Неделковски, но одбранените играчи на Шкупи беа внимателни и ја неутрализираа и ја сврлија оваа акција во поле. Во 12-та минута падна првиот гол. Маријан Ташков одлично му асистираше на Мартин Димовски по левата страна, а Димовски упати идеален центаршут во казнетиот простор на Шкупи. Мартин Стојанов се гледа простор закова топката во мрежата на немоткиот голман Алексовски. Воствен екип гол теде спрема 0 за огромна радост на играчите на теренот и секако за гледачите на трибината. По преминет гол, играчите на Скопје некако се одважија на посериозен пристап и во 70-та минута Војчиć се закани, но голманот Дураковиќ ја намести одбрани. Војчиć во 20-та минута доби одлична топка од позадина и јурна кон казетот простор. Во преса тргна голманот Дураковиќ и дојде до меѓусебен судир. Војчиć беше во идеална ситуација и можеби затоа беше пресудна одлуката на судијата Јосип Бартон, кој беше близу наставно да му додели црвен картон на голманот Дураковиќ, кој мора да признаеме го изрече по дебелиот крај. И со амбулантното возило заврши според нашите информации во Кочанската болница. Тренерот Сенев мораше да прави принудна замена по која играта ја напушти Владимир Дујовски, а во игра влезе резервниот голман младиот Стојан Богдановски. По слободниот удар немаше некоја фајде, бидејќи ударот на Бајрами заврши во живиот зид. По половина час игра Шкупи изведе корнер, а ударот на Стојковски во долниот агол го одбрани голманот Богдановски. Атрактивно со ножички сакаше да изненади и Војчиć, но судијата Бартон беше близу, свирна опасна игра и досуди слободен удар за играчите на Кидго. Во 36-та минута оддалечена се оправа и Кривањева, но голманот Богдановски исфрли топката во поле. Добар шут и добра одбрана на домашниот голман.
крајот на првиот дел имаше уште неколку закани од страна на играчите на Шкупи, кои со играч повеќе очигледно ја имаат иницијативата, но на голот на Кјутго сигурно делуваше голманот Богдановски и не дозволи изненадување. По првите 45 минути Кјутго Шкупи 1:0 со голот на Мартин Стојанов во 12-та минута. Резултатът е 1-0 с голът на Стоянов Мартин. Очигледно во второто полувреме ќе продолжи притисокот на Шкупи, кои се поискусна екипа, имаат и играч повеќе, но и Кјутго со своји калкулации. Има добра резервна клупа со квалитетни играчи кои, ако добија шанса, ќе делуваат ем освежено, ем креативно. Останува на тренерите да се надбодруваат и да го изредат својот џокер. Први поголот во вториот дел со секање играчите на Кјутго, односно Димовски, се реши на ненадеен удар, при кој топката отиде за малку крај голот, односно можеше лесно да биде изненаден голманот Алексовски. На спротивната страна се обиде Ермедин Адем, но голманот Богдановски одбрани. По точно 1 час игра, односно во 60-та минута, тренерот на Кјутго Трајчи Сенев го уфрли во игра голгетерот Бобан Марич, при што најави дека и покрај играчкиот дефицит ќе оди на напаѓачка варијанта. И првиот контакт на Бобан Марич ќе беше ковен по голманот на Шкупи. Марич со волеј удар упати вистинска бомба во која топката заврши во стативата на Шкупи. Голманот Алексовски беше матиран, совладан, но стативата овој пат беше сојузник. Остана водството на Кјутго од 1:0. Агилниот Адем успеа да упати повторно незгоден шут кон голот, при што топката незгодно подцукна и за малку ќе го изненадаше Богдановски, кој во последен момент некако реагираше и го спаси својот гол. Во отсуство на еден исклучен играч, публиката во Пехтево во овој случај беше 11-тиот играч за домакините. Присуствувата добар фајтерски надпревар во кој нивните миленици, играчите на Кјутго, не се исплашија од реномираниот противник, туку имаат водство и досега одлично го парираат. Младиот Мартин Стојанов со својата игра со раскошниот талент се повеќе го привлекува вниманието на фудбалската јавност. Постојано е агилен, исклучително брз и снаодлив во решавачките моменти. Честопати затоа и мета на груби стартови противничките играчи. Во 68-та минута беше грубо соборен, но противничиот играч мина неказато, без жол картон. Ова беше можеби единствената грешка на судијата Бартон, зашто сепак требаше да биде коригиран и од линискиот судија кој беше близу настанот. Играчите на Шкупи ја преземат иницијативата и веќе се во борба со факторот време. На секој начин се обидува да создада шанса и барем да го изравнат резултатот кој ќе води барем во пенал рулетот. Ја бележиме големата шанса на Базилио, во која како јунак испадна голманот Богдановски, спасувајќи сигурен гол. Во финишот на средбата повторно се закани Марич со ненаден удар од далеку, но голманот Алексовски беше на место.
Дополнителните 5 минути долго ќе се паметат во меморијата на гледачите на овој куп надпревар. Сите се на нозе, од трибината ечи кит гол во очекување на последно свирачки следијата Бартон и во прослава на големата победа. Играчите на Шкупи во сета своја намера почесто почеа да грешат, а Мартин Стојанов ја прокоцка 100 на 100-та шанса за да ја запечати победата, но голманот Алексовски спаси сигурен гол и исфрли топката во корнер. Но оно што предмалку го пропушти, Мартин Стојанов го надополни во следната минута. Се играше 95-та, последната минута од судиското надополнување, кога двајца одбранбени играчи голманот Алексовски не се разбраа најдобро, а нивната несигурност се искористи Мартин Стојанов, упатувајќи ја топката во празниот гол. Гол за конечен резултат Кит го Шкупи 2:0. Историска победа на младиот тим од Пекчево против реномираниот противник, кој по неуспешниот излет во Европа добро ќе го запамети добриот Стар Исток, каде што беше дотолчен и свиткан на нозе. Честитки заслужуваат сите играчи на Китго, и оние на теренот и оние на клупата, кои покрај сите извршени замени останаа докрај до теренот да ги борат своите играчи и заеднички да ги споделат победничките моменти. Со ова победа тимот на Китго ги продолжува куп над преварите, а по извршената жребка ќе го дознае својот следен противник овој пат во осмина финалните куп над превари. На крај мора да се истакне фер и коректниот однос на играчите на двете екипи, кои и во моментите на исклучење умееја да ги совладаат емоциите, а за тоа заслуга има и сепак одличната свирка на судијата Јосип Бартон, кој на неколку пати делуваше советодавно во манер на голем судија. Овде е крајот ова репортажа, драги гледачи. Благодарам за вниманието, останете со здравје и уживајте во програмите на Ириш телевизија. Пријатно! Thank you.